Почитувани, грантот од Еразмус Плюс на фамозната фризерница првенствено бил одбиен, па Димова ургирала и го преиначиле во одобрен. Преку свиркачи добивме информација за која СДС и Димова треба да одговорат, а тоа е дека еден од проектите на фризерницата, која има добиено 270.000 евра преку Еразмус Плюс, бил првенствено одбиен, па потоа одобрен. Дали е точна информацијата дека раководителката на одделението за буџетска контрола во Еразмус Плюс, Маја Колекеска, вработена од страна на Лидија Димова, лично интервенирала за овој проект? Ако е точна оваа теза, треба да се постави прашањето зошто фирмата на Златковски, Вестрейд, била одбиена па потоа прифатена. Дали блискоста на триото Колекеска, Димова, Златковски довело до злоупотребување на службената положба и грантот од одбиен станал одобрен? Исто така, дали овој проект бил пониско рангиран од останатите кои имале повеќе бодови, меѓутоа бил одобрен поради блискоста на Димова и Златковски, која можеме да ја видиме на оваа фотографија. Лицемерно е СДС да зборува за криминал и корупција кога тие се предвесници на криминалот и корупцијата. За СДС никогаш нема одговорност, затоа што тие купуваат судии, потплаќаат обвинители, даваат грантови на професори и нивни активисти. Затоа народот кога ќе ја слушне кратеницата СДС, првата асоциација им е криминал и корупција.